Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, ајде една хронологија малку да се подсетиме. На 14.6. во јуни минатата година 2023 нов закон за академии за суди и јавни обвинители поднесен со европско знаменце и тогаш траеше една дебата и забележавме дека со закон се засили човечкиот фактор, се засили субјективноста, односно беа засилени бројот на поени кои што се добиваат на усмениот и практичниот дел. Имавте изговор тогаш дека еве писмениот дел ќе се полагал електронски, мора да се полага електронски, така е напишано во законот кој што го донесовме на 14.6, односно вие го донесовте 23-та, предвиден по електронски пат, посебни простори, услови, шифри. Во законот се предвидува да бидат генерирани тестови за секој посебен корисник. Меѓутоа, како продолжи таа приказна, како продолжи? Замислете, владата доставува известување до Академијата за суди и јавни обвинители од 28 декември 2023, а со допис од 26.12, затоа и говорам од место, затоа што сакам да цитирам, ја известува Академијата. Владата, водена од СДСМ и ДУИ, ја задолжува Академијата, спротивно на законот кој што вие го донесовте на 14.6. Се задолжуваат сите институции кои имаат потреба за одржување на електронски испит, истиот да го спроведат во хартиена форма со електронски читач, без човечки фактор, до завршување на тендерската постапка во Министерството за информатичко општество и администрација. На што укажува ова? Ова укажува само на една работа, а тоа што го најави Заев, дека го отворате судството како пупка, па гледаме сега што ни се случува со судството и довербата на граѓаните и кон судството и кон јавното обвинителство, случувањата во судски совет, во Советот на јавни обвинители, целосен распад на судскиот систем, за на крајот да гледаме како владата која предлага закони кои што поминуваат во собрание овде самата предвидува да бидат прекршувани. Ве објаснете ми вие, позиција на заменик министер на министерство како што е правда, овој допис на владата од 26.12, како цените дека е во согласно со членот 40, во кој што вели дека тестот се полага во просторија за полагање испит, посебно опремена за полагање на испитот со материјално-техничка и информатичка опрема. Како цените дека овој допис од владата до Академијата е во согласно со ставот 3, дека електронскиот систем за полагање не смее да дозволи идентична содржина на електронскиот тест на повеќе од еден кандидат или група во која што се полага? Како тоа дописот на владата ќе го регулира токму ова кој е предвидено во членот 40? Како е во согласно со членот 41 дека спроведувањето на тестовите се во согласно со овој закон? Самата влада се обидува да си го прекршува законот. И кога видовте дека јавноста беше вознемирена под аргумент дека не поминала јавната набавка, вие предлагате тестот да биде спроведен во хартиена форма. Каков абсурд е тоа кога го користите законот за јавни набавки и неможноста да се спроведе јавни набавки за да барате повторна измена на закон за академии, суди и јавни обвинители, повторно со европско знаменце, а при тоа имате празна кореспондентна табела, односно не ја усогласувате со ниту еден акт. Каков е тој нонсенс? Во Македонија игрите на среќа ни стануваат електронски и онлайн, а полагањата ни стануваат хартиени, како тикети во кладилница на Артан Груби. Ама не е само Артан Груби. Туку оние кои што не се срамат да користат секакви аргументи пред ова собрание, ја навредуваат целата македонска јавност. И вие, кога го предлагавте овде на седница на собрание, кога се утврдуваше предлогот на овој закон, вие лично,
како заменик министер за правда, изјавивте со член 1 се врши на дополнување на членот 40 со 2 нови става, ве цитирам, со кој се овозможува надминување на непредвидениот застој во постапката за полагање на приемен испит во академијата поради настан кој не може да се предвиди. Хајде ве молам, кој е тој настан кој што не може да се предвиди? Кој е тој настан кој што не може да се предвиди? Што се случи во светот на електронското полагање во светот за да биде настан непредвиден застој? Хај објаснете ме. Па ја врејате цела македонска јавност. Хајде, ја ве разбирам да сте нешто по професија, лекар, доктор, правник сте. Правник сте. Дали го отворивте законот за јавни набавки? Дали може би во законот за јавни набавки постои можност и за вакви непредвидливи ситуации, почитувана заменичке? Дали има една категоризација на различни видови на јавни набавки? Дали може би се споменати овде набавки без објавување оглас? Дали може би заменичке имало пракса вашата влада да прави вакви итни договори без јавни набавки? Нема одговор на прашањето. Нема, затоа што не сакате да се подсетите на Инвока Груп. Кога вашиот генерален секретар од вашата партија беше фатен како лажира тестови, итно беше раскинат тендерот за вако електронско полагање, меѓутоа тогаш владата се сети на овие одредби од законот за јавни набавки, обезбеди согласност од Бирото за јавни набавки и беше потпишан ваков итен тендер со СЕМОС 2021. Или вие на ова не се сеќавате? Или вие на ова не се сеќавате и се дрзнувате да дојдете во собрание пред цела македонска јавност, не баре ние не знаеме да ги читаме законите, да не убедувате дека неуспешната набавка била поради непредвидени ситуации, непредвидени, мора да ве цитирам, не можам ова, не може да се парафразира. Не може да се парафразира. Поради непредвидливиот застој во постапката за полагање на приемен испит. А знаете кој е непредвидливиот застој во постапката за полагање? Одлагање на испитите. Сакате да ви ја читам хронологијата? Од 30 јануари 2023 кога е распишан јавниот оглас за почетна обука, нонстоп се одлагаат. Не знам колку време и треба на вашите кандидати кои што сте ги договориле на коалициона средба да се подготват, да се спремат, да можат да го положат овој испит, меѓутоа ќе ве молам, немојте со вакви навредливи описи дека ова се случува поради непредвидливост. Не постои непредвидливост кога станува збор за постапките за јавни набавки и не постои настан кој не може да се предвиди. Настан кој што не може да се предвиди се нема случајно кога станува збор за електронско полагање. Ве молам, бидете доблесни и кажете дека игрите на среќа, електронски онлайн, полагањата хартиено, како каже Артан Груби, така ке гласате, барем немојте да не навредувате со вакви изговори. Ако не сте го прочитале, прочитајте го законот за јавни набавки, комплексен закон во кој што се предвидени најразлични ситуации, верувајте ми, и ваши непредвиден застој е предвиден таму, а ако ви треба примери од праксата, уште еднаш ќе ја подсетам, Инвока Груп и одлуката на влада и на Бирото за јавни набавки да се дозволи итна набавка на софтвер за електронско полагање во 4 очи од 2021 година. Сите аргументи ви паднаа во вода, останува дека стоите подпишана и браните уште еден коруптивен закон. Каква кариера? Благодарам.